Ја слушате и гледате емисијата на Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Бети и Јон Треновски. Почитувани, наредниве минути ги одвојуваме за разговор со нашиот и ваш гостин, господинот Аристо Никовски, аналитичар, колумнист и поранешен амбасадор на македонската дипломатија, кого во овие моменти го покануваме да ни се приклучи во студиото на Македонски корени. Господине Никовски, добро ви утро и добро дојдовте на Македонски корени, ако се слушаме. Да, се слушаме. Добро утро за Македонија или добар ден за Македонија и добра вечер за Австралија. Поздрав за сите. Добро ви утро и од мене, господине Никовски. Ви благодариме што и денес сте заедно со нас и нашите слушатели и гледачи. На вистина ни представува чест и огромно задоволство. Секако се надеваме дека задоволството е мое, да знаете. Так. Свесни сме дека се грижите за све што се случува во земјава, тоа високо го цениме и секогаш е навистина задоволство да бидеме во контакт со сите наши во Австралија и во светот. Така, верувам ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите, како и во сите изминати ваши гостувања овде на Македонски корени. Тргнувајќи од потребата за подсетување на Илинден и Илинденското востание и јасно, во ова време невреме, би сакале разговорот да го започнеме на таа тема. Чествувањето на 120 години од Илинденското востание и 79 години од Асно е веќе зад нас, но на нас македонците, како и народот и на Македонија, како држава, ни остави горчина која ќе се памети по тоа што немаше достоинствено одбележување од страна на државниот врв и по тоа што бевме понижени како народ и држава. Не само од оние кои треба да ги бранат македонските национални интереси, туку и од соседна Бугарија. Како вие го видовте овогодишното чествување и како ќе ги прокоментирате пораките упатени од бугарскиот државен врв за време на нивната прослава на нешто што не е нивно и со сила сакаат да ни го земат? И што имате да кажете за молкот на македонскиот државен врв, особено на министерот Османи, председателот Пендаровски и премиерот Ковачевски, поврзан со навредливите пораки кои пристигнаа од Бугарија, при тоа споменувајќи работи кои одат во насока на територијални претензии? Илинден е гордост на македонскиот народ, меѓутоа овогодишното негово одбележување, тие два големи празници на македонскиот народ, 120 години од Илинденското востание и 79 од создавањето на современата македонска држава, беа срамни, беа понижувачки за македонскиот народ. Просто е неверојатно што се случуваше кога нашето раководство тој општонароден празник го одбележа на начин без народ. Некогаш во Крушево имало и по 20.000 луѓе, сега се бројава на стотици и делегацијата официјална беше свиркана, за разлика од опозицијата и коњаниците кои беа наградени со аплауз. Од друга страна пак тоа што се случуваше на Кале, без народ. Джевдет Хајредини, еден прекрасен, извонреден аналитичар на современите македонски настани, рече, па нема сиромашните никој да им свирка, разбирате. Тоа е, го покажува абсурдот во кој ова раководство го донесе македонскиот народ и нашата држава, нашите граѓани. Значи, велам, со еден збор, тоа беше трагично и жално. И за разлика од нашите, кои настојува да не спомнат Македонија, да не спомнат, не дај Боже, македонски народ. Значи, зборот, името Македонија, придавките македонски, македонска, македонско, како да беа забранети, разбирате. Така да, бугарите тоа го искористија на максимален начин. Прв пат во историјата со воени почести прогласија дека Илинден е бугарски, дека
се бореле бугарите во Македонија за бугарска држава, односно за некаква автономија која подоцна би, нели така, би се присоединила кон Бугарија. Значи, со други зборови сме еден народ во две држави. Од наша страна негирање на се македонско, од бугарска страна присвојување на се македонско. И сега после ова се што се случи на овој 2 август, кога веќе и слепите прогледа, кога веќе и глувите прослуша што се случува и кои се аспирациите на Софија, од наша страна молк. Вие добро спомнавте. Председателот, премиерот, па та дури и министрот за надворешни работи, кој веќе има докажано дека има дуга агенда кој работи за други интереси, а не за македонските, мора да реагираат. Знаете, и после сето тоа што се случи, ти да продолжиш со барањето да се одржат, да се промени уставот, да се внесат бугарите, па тоа е во најмала рака надвор од умот. Тоа се такви ситуации, состојби каде не треба ни интелигенција, не треба ни многу памет, не треба никакво искуство политичко, тоа е чиста логика, тоа е чист инстинкт ако сакате на преживување. И вие сето тоа го занемарувате. Јас ќе ви цитирам што изјавија Радев и неговиот нов премиер Денчев на прославата во Софија. Раде вели, Илинденско-преображенското востание најмасовниот израз на волјата за слобода на бугарскиот народ. Нема македонци, разбирате, бугарски народ имате, така имате. И вели, гаранцијата за уставна еднаквост, значи во Македонија, на бугарите, ќе ги исполни заветите на илинденците од 903 година за еднаквост и правда. И за трагедијата да биде до крај и нашиве неуки, помалку неуки, а помногу некадарни и неписмени политичари го велат истото. Дека промената на уставот е некаков завет на илинденците. Па тие газат и плукаат на илинденците. Како може бугарите кои вели дека се во Македонија, дека нема македонци, да ги внесеш во уставот и тоа да биде завет за нас, македонците, да биде некој завет на илинденците. Све е свртено наопаку. Просто да не веруваш, просто да мислиш дека со тебе се случува нешто, не ги разбираш работите, не разбираш што се случува. А Денков, премиерот, беше уште подециден. Вели, бугарската содржина и облик на востанието, бугарската содржина и облик, но и на целото револуционерно движење во Македонија и Одринско е признато од сите дека е бугарско. Од кого од сите? Вели, нашите сонародници во Македонија со живот платија за слободата. Значи, нема македонци, бугарите. Неслучајно е што токму бугарите биле движечка сила во најголемото востание против Османската империја во овие земји. И знаете, тоа востание на почетокот општо не го славеа бугарите. Има сега објавени документи кои 20 години после Илинденското востание, ше некаде 1923 година, го славеле македонците као Илинденско востание. А Преображенско е додадено во 1960-тите години, после 50-60 години после Илинденското востание, од страна на бугарскиот диктатор Тодор Живков, за да се докаже дека не е македонско, туку бугарско, разбирате. И нашите молчат. После една ваква провокација од страна на Софија, тешка, неприфатлива, незамислива, разбирате, место да има реакција жестока, да брујат сите политичари со негирање на ова што се прави во Софија, сите молчат. И не само тоа, да приказата биде до крај, Радев му прати честитка на Пендаровски, која е навредлива. И никому ништо.
Таа било на Фейсбук објавена, колку што ми е познато. Нели, ако не ја враќа веќе, бидејќи не е писмена дадена, нели, нема официјален начин, порано се предава преку амбасадите и директно, мислам, се испраќа. Сега, таа треба се одбие и да се каже дека такво нешто е неприфатливо, да се реагира. Се молчи. Молчењето е прифаќање и согласување, разбирате. Значи, велам, овој Илинден ни не разочара сите, ни фрли песок во лице, еден празник кој е сенароден, еден празник кој сите го носиме во душата, на кој му се радуваме, а годинава сите доживеавме, разбирате, неуспех, сите доживеавме дебакл и сите сме понижени, разбирате. Понижени сме на еден вулгарен начин. Меѓутоа, тоа ништо не е ново. Бугарската страна само ја финализира својата политика, кога гледа дека од другата страна има неписмени политичари, разбирате, и продолжува со сите тие провокации, со таа агресија врз Македонија, која ние толерираме и се правиме божен сме одсутни. Тоа е жалосно, меѓутоа тоа е реалноста. И после се тоа што се случи, единствено што мораше да се направи, да се покрене постапка за откажување на тој договор за непријателство, бидејќи основата на сите овие наши голготи, на сите овие наши срамоти, понижувања, навреди кои ги доживуваме секојдневно, се во тој договор и особено во двата протоколи, особено во вториот протокол, бидејќи вториот протокол со други зборови е чист нов договор кој мораше да оди во собранието повторно. Меѓутоа, тоа го забашотија, го протна во преговарачката рамка и сега не ставија пред свршен чин. Велам, живееме трагични мигови, трагични моменти, кои ако не ги смениме на радикален начин, ќе не однесат на ѓубришчето од историјата. Македонскиот народ ќе биде дефинитивно избришен, бидејќи, велам, ако нашите политичари се воздржуваат да кажат Македонија, македонски народ, македонска историја, па кој ќе ни ја брани, кој ќе ни ја спомнува? Велам, све заедно трагедија, тешка, која се толерира и ако не се променат овие на еден радикален начин услови во кои моментално живееме и на меѓународен план се однесуваме, лошо ни се пишува. Силата е во народот, треба да се пробуди, многу често вие тоа кажувате. Најскоро ќе му се даде таква шанса, ако навистина не ја искористиме, тогаш не знам и колку заслужуваме. Навистина е тоа страшно, човек да нема зборови што да додаде на сето ова. Неука, влада. Како гледате на овогодинешното владино мото 120 години Илинден, огниште на татковината, при тоа не спомнувајќи за која и чива татковина станува збор? Како гледате и на пораката која даде Ковачевски пред споменикот Сила, слава, победа над Скопско кале, особено делот каде што повика да се гласа за уставните измени, бидејќи тоа било аманет од илинденците и дека сме били на чекор до историската одлука за четвртиот Илинден. Да се прекрстам малку, ама... Точно тоа заслужува, разбирате, да амането дека бил на илинденците по голема будалштина, мислам не сме чуле последниве, да не речам 100 години. Видите, тоа огништето па символизира дека е гора држава, го горат македонскиот народ, само така може да се свати, бидејќи ако прогласуваш нешто за огниште, тоа сега на Хаваите што се случува, кога горат градови, кога се пеплосува све. Точно тоа. Тие го пеплосуваат македонскиот народ, ја пеплосуваат македонската држава и навистина ова што го прават е огниште и тоа едно страшно, разбирате, кое ако не го угасиме на брзина и ако не ги свртиме сите тие негативни тенденции, бога ми, алот дија во калот. Како гледате на изјавите на премиерот Ковачевски дека после изгласувањето на уставните измени бугарските државници немале да имаат дополнителни услови и барања во процесот на македонската евроинтеграција и дека очекувањата биле да се исполнат договорените услови во преговарачката рамка?
Тоа е чиста измама и манипулација со народот. Знаете, народот, масата не ги знае деталите, ги следи вестите, ги следи тие, да речем, наслови на станите, не навлегува подлабоко. И ова е чиста манипулација, бидејќи прво често повторуваната флоскула дека бугарите нема да имаат нови барања, нели така? А тоа ни го тврдат и странците и, знаете, прво странците не знаат што се случува и не знаат што може да се да направат бугарите од една страна, а од друга страна, сето што е влезено во преговарачката рамка, се максималистичките бугарски барања надвор од умот, кои некој од наша страна ги прифати, разбирате? И сега, јас велам, ако одат со додатни барања бугарите, едино што би останало како можност е да бара да го свртиме Вардар да тече низ Бугарија, разбирате. Све друго е веќе од оние нивни максималистички барања веќе влезено во рамката. И тоа го признаваат и странците, разбирате. Фуере, кој беше порано амбасадор на Европската унија во Македонија и кој беше апсолутно на страна на власта на СДСМ, разбирате, или тогаш беше опозиција, не е ни важно. Значи, против оние македонски суштински интереси и сега изјавува човекот сепак има некои, што се вика, морални вредности, вели, па се околу идентитетските прашања кои ги отвора Бугарија е влезено во преговарачката рамка, че да не се залажуваме. Велам, кога еден Фуере тоа го признава, кој, велам, беше цело време на страна на албанците, цело време на страна на опозицијата во оние неизини неприфатливи активности против интересите на македонскиот народ и македонската држава, сега сваќа дека тоа што се прави е навистина неприфатливо. Значи, одиме против собствените интереси, работиме на бришење на македонизмот, на откажување од самите себе, и тоа на еден вулгарен начин, под туги притисоци, и самата промена на уставот е апсолутно неприфатлива и непотребна, бидејќи Македонија нема да влезе во Европската унија за најмалце 15 години, може да и повеќе, може никогаш нема да влезе, и сега ти да го форсираш тоа, да ги внесеш бугарите, против кои сме се бореле во создавањето на нова држава како конститутивен начин, на конститутивен народ, разбирате, тоа значи дека ти плукаш и го негираш карактерот на собствената држава. Не може да биде конститутивен некој што против кого се борел. Не може да биде конститутивен некој кој не те признава. Не може да биде конститутивен некој кој што во собствената држава не признава дека постојат македонци. Значи, не само што кај нас не признаваат, што е некако и логично, така не признаваат ни тамо. А тамо ги има стотици илјади. Разбирате, кои се изложени на геноцид. Велам, се што се случува, се што прави оваа држава на тој план во однос на Бугарија и во однос на македонизмот е класична, погубна и катастрофална политика. Министерот за надворешни работи, Бујар Османи, пред некој ден, како на мали деца на училишна табла, ја објаснуваше преговарачката рамка, кој ја подметна како кукавичко јајце, при тоа изнесувајќи многу невистини во објаснувањето. Докаде ќе оди Османи со омаловажувањето, но и подценувањето на интелигенцијата на македонскиот народ? Како вие ќе го прокоментирате ваквиот негов однос и пристап? Зошто го прави се тоа кога преку 80% од македонскиот народ кажува не за промена на уставот и влез на бугарите во него? Каква иднина ни нацрта Бујар Османи на таблата, европска или погубна? И секако ако имавте можност да го проследите неговото последно интервју на Сител пред некој ден, би сакал да го слушнеме вашиот став за неговите приказни поврзани со преговарачката рамка. Видите, човекот веќе докажа дека работи за туги интереси, дека му се поважни интересите на Косово и на Албанија и на албанците во целина, отколку на
македонците. Начинот со таа школска табла беше мизерен, беше срамен, разбирате, тоа беше на чиста превара и измама. Се што кажа во таа прилика, се беше надвор од вистината и надвор од реалноста. Тој се повикуваше на точката 5 од преговарачката рамка, а во неа, особено тука може да го цитираме, не е потребно, во неа се нагласува важноста на двата наши катастрофални предавнички договори од Нивици и со Бугарија и особено протоколот 2, каде што е внесена историјата, каде што е внесено учебниците наши, каде што е внесено се она што е суштинска вредност на македонизмот. А знаете, тие се тамо внесени не само за да ги разубават или да разубават преговарачката рамка или за да ја направат не така по-шарено лика. Тие се на тамо внесени на инсистирање на Бугарија со наша согласност за да бидат реализирани. И веќе неуките во Македонија и оние што се душмани, да речам, морале веќе да сватат дека преговарачката рамка е така замислена да значи бришење на македонизмот, разбирате. И сме го кажале, тоа ми се чини тука и кај да повториме. Со оваа преговарачка рамка Македонија никогаш нема да влезе во Европската унија, ни теоретски шанси нема, зашто меѓу другото бугарите имат јасно кажано, македонски јазик не постои. И дента кога ќе биде завршен и подпишен протокол за наше евентуално членство, што велам, тоа нема се случи за 20 години, најверојатно може и никогаш, тоа оди во бугарскиот парламент, разбирате. Бугарскиот парламент нема никогаш да ратификува договор за прием на Македонија во Европската унија со македонски јазик, а исто така нема да прифатат и постоење на македонци, така да на крајот од денот, дури верам утре да ги почнеме преговорите, да течат тие без никакви преговори, без никакви, мислам, пречки, да течат онака незамисливо брзо и нереално брзо, над крајот од денот кој ќе дојде да се заврши таа процедура, ќе има вето. А дека ќе има вето цело време, тоа го кажа дури амбасадорот на Европската унија во Скопје Гир. Тој рече, знаете, покрај овие прашања кои се ставени во преговарачката рамка, а тоа е се што бара Бугарија, максимално, максималистичко, разбирате, вели тие ќе може да ја блокираат и околу екологијата, и околу енергетиката, околу се што сакате, разбирате, околу надворешната трговија, а да не зборуваме кој ќе биде во прашање, кој ќе биде образованието и културата, тоа е 26-тото поглавје. И историјата. Тогаш нема да не ќе не осакатат, него ќе не искасапат до крај, разбирате. Велам, сме навлегнале во еден магепсан круг од кој може да излеземе само со радикални промени, без што се вели тактизирање, него со радикални промени, а тоа е само откажување на договорот за непријателство и протоколи. И да се почне на почеток целата постапка и целата процедура за наше членство во Унијата. Иначе има можност, имаше сега, вчера имаше една дебата околу тоа дека, односно еден интервју, во кој еден добар познавач на работите рече дека има можност и за промени на договорот, значи во член 13 кој вели дека е потребна став 1 е потребна ратификација, втората ставка е дека е можно да се извршат промени на договорот и третото е да се откаже за година дена. Значи, ние можеме уште утре да поднесеме амандмани на тој договор и тоа беше речено дека во рок од година дена може да се одговори. Тоа не е точно, мислам. Али дека има можност за амандмани, апсолутно постои. Значи, или ќе одиме на промена, што не може да донесе резултати, а мислам дека е многу поефикасно и по-директно и
особено резултат на реалните состојби со кои се соочуваме, со присвојувањето на македонците, со негирањето на македонците, со негирање на историјата, на јазикот и се друго, од само откажување на договорот. Токму така се е можно, меѓутоа едно што е треба некој тоа да го стори. Ова влада очигледно неки. Се чекаме за точно, тоа е апсолутно точно и мислам дека излез од овој ќорсок и овој тежок тунел без светло на крајот се само нови избори кои треба да бидат што поскоро, очигледно ќе мораме да чекаме на редовните термини и само после тоа може да се тргне во позитивна насока. До тогаш мислам дека оваа власт нема теоретски шанси да свати што се случува, иако мислам дека сваќаат, меѓутоа тие играат на туѓи карти, реализираат туѓи интереси и тука не може да чекува никаква суштинска промена во нивното однесување. Од владеачката коалиција, односно од СДСМ и од ДУИ, продолжуваат со давање на примамливи понуди до опозицијата се со цел да ја предизвикаат ВМРО ДПМН да гласа за уставни измени. Како гледате на понудените оставки со одложено дејство? Најпрво тој Чекор го повлекоа од ДУИ, а сега и 5 министри од СДСМ го сторија истото. Што сакаат да докажат или да постигнат со ваквите понуди, кога барем за сега пратениците на ВМРО, ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија стојат на цврстото не за уставни измени под диктат на бугарите? Со каква боја сакаат да ја обојат опозицијата и лидерот Христијан Мицковски? Видите, оставки со задршка нема, не постоа. Тоа се измислени, се работи за еден сериозен притисок врз опозицијата. Мислам дека е оркестриран од надвор, не верувам дека овие наши политичари имаат толку клике, разбирате, толку се бистри да такво нешто измислат. Предпоставам дека тоа се некој им го скирил од надвор. Знаете, или поднесуваш оставка, или не поднесуваш оставка. Јас ако напишам сега тестамент дека ви оставам вам све што имам, ама ако ме лансираат во Вселената. Да, тоа покажува дека е играчка, дека е мајтап, разбирате. Тоа е истото ова. Откако рекоа гласно и јасно и да се надеваме дека ќе издржа до крај представниците на опозиција дека нема да гласаат за уставните промени и јас мислам дека после сето тоа што се случи немаат простор никаков за да променат својата политика, зашто ќе се девалвираат тотално и ќе се исклучат ќе се елиминираат од македонската политичка сцена. Значи, и дај Боже да тоа обстојат, и дај Боже да не се најдат предавници и како слично што се случи со договорот од Невици, разбирате, уценети личности кои ќе ги сменат, нема ќе да се согласуваат со сопственото мислење, али опасноста постои. Мој совет е да опозицијата што поскоро го напушти парламентот кој ќе почнат тие дебати, бидејќи знаете опасноста, притисоците кои ќе доаѓаат. Видите, значи во сето тоа се вклучува и американската амбасада која се надев дека подоцна ќе разговараме на таа тема во еден невиден притисок кој ќе расте, доаѓаат тројки на европски, разбирате, беспилотни летала кои немаат представа, разбирате, што се случува и за што е зад проблемот со Бугарија и тука ни држат лекции дека австриецот вели дека ќе бидете изолирани, австрискиот министер на външни работи, а нашите не го праша, се разбира. А што ќе правите вие ако Германија рече дека австријанците се германци? Да му поставија такво прашање, човекот поинаку ќе се однесуваше. Ама нашите политичари, нашите новинари, за жал, се воздржани, се со ракавици, разбирате, и со странците, кога разговарат на еден нерамноправен начин,
како да се, не знам, хендикепирани, како да се некакви луѓе со комплекси, разбирате, од помала вредност и не изфрлаат на виделина се она што е наш аргумент, да ги демантираат и да ги направат смешни сите тие сателити кои доаѓаат, бидејќи велам, аргументите, ако не 100%, 99% се на наша страна, ама ние не ги користиме, што е жалостно и трагично. Господин Никовски, како гледате на напишаниот така наречен манифест за преговори со Европската Унија од страна на парламентарното мнозинство, со кој манифест бараат обединување на сите парламентарни партии околу евроинтегративниот процес, без оглед на тоа дали се во позиција или опозиција? Ви мирисе ли ова на некаков расцеп, односно неслога во парламентарното мнозинство и со овој документ сакаат да ги смират духовите, или пак се прави обид да отцрнат опозицијата пред меѓународниот фактор дека ВМРО-ДПМН е антиевропска партија, бидејќи е многу дискутабилно тоа што овој така наречен манифест е веќе сооднапред изготвен текст од кујните на ДУИ СДСМ или донесен во кујните на ДУИ СДСМ од некои други странски фактори. Народот убаво го објаснил. После свадба тапани. Разбирате, во секој случај единството пред се, ако не целосно на нашата политичка сцена, барем на македонскиот политички фактор, кој е доминантен, овој народ македонски е тука доминантен и мнозински во државата, и ако има демократски решенија, мора да победува мнозинството, а не малцинството. За жал тоа кај нас не се случува. Значи, единството е клучно за било што да направиш корисно и мислам во смисла на иднината на сопствениот народ. И повикот на тоа е секојаш добро дојден. Меѓутоа, прво овај манифест уште не е објавен. Го коментираат, го пласираат, колку веќе има 2-3 недели, а текстот не е објавен. И ова што вие велите дека може би се работи за неединство во самата позиција, во самата власт, многу наликува на тоа. Меѓутоа, мислам дека сепак целта е да се изолира, да се исфрли од контекст опозицијата како противник на европските интеграции. Знаете, оваа власт нема ништо направено за овие 6-7 години колку доминира во државата, али се имаат фатено како слеп за стап за европската интеграција, разбирате, за членството во Европската Унија, и со неа манипулираат, иако од членство, како што предходно рековме, нема ништо конкретно, нема да биде, велам, за 15 години ви гарантирам дека Македонија не може, нема теоретски шанси да стане членка на Унијата, а може би ти е потребно 20, 25, 30 години. Прво, Унијата нема се шири. И тоа ти е јасно ни го ставија на сите, може ќе измислат некоја втора лига и Македонија треба да оди во таа втора лига, разбирате, зашто нема друга перспектива, а самата Унија и се она што таа прави во целина и покрај двојните стандарди, покрај политиканството и покрај навредливиот и понижувачки однос кој го има према Македонија е цивилизацијско достигнување и треба да направиме све да влеземе во неа. Меѓутоа, на достоинствен начин и како македонци, не да не избришат. Така да, велам, во целина, тој манифест е не само задослед, као што најчесто кажуваат, него ја има целосно попромашено темата и има само подли и политикански намери да ја исфрли на површина опозицијата како противник на македонскиот народ, како некои забегани, разбирате, лица и политичари кои само водат сметка за сопствените интереси, а не за општите и така натака, што нема никаква врска со реалноста. Моментално опозицијата со сите недостатоци кои ги има, што е можеби и неизбежно, е единствена на патот да се спаси и да се сочува угледот на македонскиот народ и на македонската држава. И таа заслужува поддршка. И велам, сега мала дигресија од ова што го зборуваме, ќе беа наскоро избори.
предвремени, веројатно многу тешко, али ќе дојдат оние редовните избори. И е важно да диаспората, која секогаш помага, разбирате, на разни начини, да не помага мали партии. Јас мислам дека сум го спомнал тоа кај вас тука, али мора да се повтори. Не, помагањето на мали партии кои не можат ништо да направат, а го земаат само електоратот на главната опозицијска партија, со тоа се руши иднината на Македонија и се рушат оние единствени можности да се нешто направи позитивно. Знаете, се расплинува тоа политичко тело кое го имаме, разбирате, се растура единството можно на опозицијските сили, разбирате, и на тој начин се дава шанса на другите овие противници, овие непријатели, ако сакате, на македонскиот народ, кои ја го бришат македонизмот и се откажуваат од самите себе, односно се спремни да го жртвуваат македонскиот народ за некакви ситни лични партиски интереси. Према вас, дали манифестот за преговори со Европската Унија ќе овозможи консензус за уставните измени или ваквиот чекор на парламентарното мнозинство за политички консензус околу уставните измени е задоцнет чекор? И дали ваков манифест за консензус на сите парламентарни, но и вонпарламентарни партии требаше да се направи уште пред да се започне процесот за постигнување на договорот за пријателство и добрососедство со Бугарија, како и пред да се потпише погубниот договор од Нивици. И дали јадрото на сите овие проблеми со кои се соочува Македонија се токму овие два погубни договори, а не сега кога веќе се заглавени, така речено, во жива песок и што повеќе мрдаат со вакви чекори, се подлабоко пропаѓаат во неа. Апсолутно точно, и ова е во суштината очајнички обид, потек да нешто се промени, да нешто се манифестира. Ова што го прават они, ќе ви го објаснам со едно лично искуство. Јас работев на времето во Хавана на Куба и дојде 29, тоа е поранешна Југославија, дојде 29 ноември, националниот ден на државата, и нели така имаше тамо училиште, школа која се викаше Југославија, и по традиција ние сите најавивме дека ќе одиме да ја посетиме школата, училиштето и им носиме подарок проектор и филмови, разбирате. На Куба, бидејќи се плашеа од американска интервенција, на патиштата никаде немаше знаци. И ако не го знаеш патот, не можеш никаде да возиш, разбирате. Зашто ако дојде некаква, разбирате, некаков напад, да може да се ориентираат. И еден од амбасадата, а се собравме на 15-20 автомобили, сите одиме во училиштето, еден рече, јас сум бил, јас ке ја водам. И не водеше, разбирате, и не доведе во Ќорсо, во една улица, кај што немаше излез, 20 автомобили не можевме да свртиме, и тој најсериозно рече, досега јас водев, сега некој друг нека води. И то најсериозно човекот што да се извини да каже, тоа што го прави опозицијата е точно тука. Не доведе во тунел, не доведе во Ќорсога, и сега се бара, ајде да видиме кој е виновен, разбирате, ајде да видиме кој за што ќе одговара. Велам, тоа што сега го лансираат со тој меморандум, требаше се направи многу одамна, разбирате. Која ќе ти ја промашиш работата, која ќе дотераш до Ќорсогак работата, тешко може некој да ја извади. И ова, велам, е само чајнички обид да ја експонираат опозицијата како виновна за што ќе се случува и да се разбереме уште нешто важно и клучно. Самиот факт што ни е наметнато да го менуваме уставот, што е надвор од умот, што е надвор од сите теркови, принципи, процедури на Унијата, разбирате, има многу јасна цел да ја експонира опозицијата како противник на Европската Унија, бидејќи неизбежно ќе дојде тој ден кој ќе заврши така скринингот, како што сега максимално и се злоупотребува во јавноста,
дека ќе дојде моментот кој ќе речат на патот на Европската унија на Македонија стои опозицијата. Тоа е апсолутно неточно, меѓутоа опозицијата мора да биде свесна дека ќе дојде до таква ситуација и да биде спремна да се соочи со една општа, натрешна и меѓународна жестока, мислам, пресија, на жесток притисок, разбирате, да опозицијата го промени своите ставови. Велам, и тоа е период кој ќе се губи еден дел од рейтингот, затоа што народот наш сака во Европската унија и елементите кои ги пласираат, еве и мафтат со Албанија, Албанија ќе се одвои, па Албанија ги почна преговорите, Македонија уште не ги почна преговорите, разбирате. Албанија веќе е одвоена и Албанија, да се разбереме, членство од Балканот во Унијата следните 15 години нема да има. Така да ни Албанија нема да влезе пред нас во Унијата, а прашање е дали, велам, ќе има некоја втора лига што веќе се најавува, каде ќе не сместат нас, може би некои други од пошироката европска, поширока Европа, разбирате, и тоа ќе биде некаква утешна награда, која, велам, ќе треба се прифати затоа што е во интерес на македонскиот народ. За 6 дена во Македонското собрание е закажена пленарната седница, која треба да се гласа за уставните измени. Какви се вашите очекувања? Ке се случи ли тоа гласање или пак Џафери нема нити да ја стави оваа точка на дневен ред и иницијативата ќе држи во фиока, бидејќи за сега парламентарното мнозинство не може да обезбеди двотретинско мнозинство. Ќе успее ли опозицијата пред се ВМРО, ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија до крај да им пркосат на големите притисоци, како однатре, така и однадвор, или сепак се разбира под жесток и силен притисок од страна на американската надворешна дипломатија, ќе успеат да им го скршат тврдокорниот став и 5 до 12, или пак 12-5 можеби, под одредени услови да се случи некое чудо, прифаќајќи го условот на Мицкоски, уставните измени да имаат одложено дејство, односно откако Македонија ќе стане членка на Европската унија. Како ќе заврши овој театар кој го креира ова ненародна влада, господин Николски? Да, повеќе прашања се во ова што го рековте. Да почнем од последното. Мислам дека шанси да се прифати предлогот на опозицијата за одложено применување, односно за одложена валидност на промена на уставот е невозможна, бидејќи она што е формулирано во договорот кој го потпиша Македонија и Бугарија во вториот протокол и она што е влезено во преговарачката рамка не остава простор за такво нешто. Тоа е првото. Мене јанза ме јаде дека слично тоа се случи со после Нивици, по тој притисок, со пари, со уцени и така натака, ќе има нови јуди во опозицијата. Меѓутоа, опозицијата како таква нема теоретска шанса да прифати промена својот однос. Го прифати ли тоа, ќе биде избришено од политичката сцена. И тоа е нашата надеж. Велам, промената на уставот во дадените услови значи катастрофа за македонскиот народ, значи потпишување на фактот дека македонизмот не постои, со други збори не постоиме ние, и значи бришење на самите себе. До таму е работата. И ако тоа некој не го сваќа, странците не го сваќаат, разбирате. А јас мислам дека се повеќе македонци го сваќаат тоа, вклучувајќи и припадници на власта, на владачките партии, разбирате. Полека Демократскиот сојуз веќе се одвои и да се надеваме дека памета ќе надвладе и во другите помали партии ќе ги напуштаат овие од Социјалдемократскиот сојуз, разбирате, и дека во самиот Социјалдемократски сојуз, кај многу паметни луѓе, им е јасно, на мнозина им е јасно дека ова што го прави нивната партија е погубно за македонскиот народ и дека тоа не може да се поддржи. Велам, следните избори ќе бидат по многу што историски и клучни, ќе бидат да се биде или не, и ако тогаш македонскиот народ пред се, македонците, разбирате, ја промашат својата задача, ја промашат својата
писмена задача, разбирате, кои ќе мораат да гласат и да му дадат големо мнозинство да ја дадат големо мнозинство на опозицијата, да може да ги менува работите. Велам, ќе покажува дека како народ не сме зрели, дека како народ не сме достојни да имаме своја држава и тоа ќе биде современа македонска трагедија. Јас мислам дека тоа нема да се случи, јас верувам македонскиот народ. Народот го чувствува, знаете, тој инстинкт, го чувствува дека е загрозен, како, да не речам, како што, велам, и нивната реакција е неизбежна на следните избори, али да се надеваме дека ќе биде масовна и на следните избори нема не ме интересира, нема за никого не сум. Се работи да се биде или не и одговорноста на секој тука и секој мора да почне од себе и да излезе и да гласа. Седењето дома е предавство. Значи, како што имаме политичка елита која сега ги продава и предава и капитулира во однос на нашите национални и државни интереси, тоа ќе значи дека и секој поединец се однесува на тој начин. А тоа е срамно, понижувачко, неприфатливо и јас сум длабоко уверен дека тоа нема да се случи. Може би така размислуваат за никого не е, меѓутоа треба да бидат за Македонија, не морат за никого. Нека гледаат која политичка партија има сила и можност да го поврати се тоа изгубеното и нека гласаат за Македонија. Точно. Видите, сега се живееме во моменти, во времења кога веќе таа наша партиска определба, тие наши идеолошки определби, разбирате, не се важни. Видите, јас сум левичар по обедување, по искуство, ако сакате, по све. Меѓутоа, кога се работи за државата, ти не се држиш до твоите тесни идеолошки определби, разбирате. Ако јас велам, не дај Боже, фашисти да се борат за македонскиот народ и за македонската држава, па за нив ќе гласаме, разбирате. Мислам, фашизмот е нешто страшно, она вистинскиот фашизам. Меѓутоа, ако има партија која се бори за македонските интереси, за интересите на граѓаните, за интересите на најшироките народни маси, па за нив ќе гласаме, разбирате. Велам, ова е малце грубо кажано, ама до тамо сме стигнале, бидејќи кога се работи да се биде или не, нема СДСМ, нема ВМРО, нема не знам која друга, трета, пета партија дуи. Се работи за општ интерес и тука ќе се бира, ако сакате да кажеме и на повторна груп начин, се бира помалото зло, разбирате, кој ќе те доведе до некој издржан резултат. Како што стојат работите, особено со цврстиот тврдокорен став на ВМРО, ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија, посеј изгледа шансите за некаква промена на ваквиот став се скоро никакви. Како ќе реагираат американците во еден ваков случај? Дали ќе се обидат, но поважно од тоа, дали ќе наметнат тезата дека ВМРО ДПМН обработува за руските интереси на Балканот, спротивно на американските интереси и дека не сака да влезе во безбедносниот и политички чадор на асоциациите кои се предводени од САД и од Европската Унија? Тоа веќе се случува и во периодот кој е пред нас ќе биде секојдневно. Знаете, странците имаат своји интереси кои мнозина кај нас не сака да ги сватат и на нив работаат. Посветени се на тоа. Све што доживеавме, сите порази кои ги доживеавме во последниве 30 години, од промена на устав, промена на знаме, 2001 година, Охридска и Рамковен договор, Нивици, што ти не разбирате, договор за непријателство со Бугарија, све резултат на странските политики, на странските притисоци. Ни еден текст од привремената спогодба, од влезот во Обединетите нации со, мислам, игнорирање на уставот на Светската организација да ни се оспори и суспендира името. Крајно нелегално, надвор, велам, од суштината на меѓународното право, све тоа го правила странците. Тие досега максимално ги материализирано своите интереси,
А јас сум убеден, јас имам објавено и книга, тоа беше мојата прва книга, која е насловена Македонското прашање повторно на маса. И целта е тоа дефинитивно за секогаш да се избрише, да го снема од меѓународната политичка сцена, и тоа се прави на еден филигрански начин. Веќе се финализираат тие нивни напори и интереси, а ние се однесуваме како слон во стаклена менажерија, како да ништо не разбираме, како да ништо ова, гледајќи назад, не сваќаме што ни се случуваше и дека нас не прекрсти Грција, нас не игнорира како народ Бугарија, разбирате, како историја и кој јазик. Тоа се странските интереси и пред се на првата и главната светска сила во моментов, и тие нивни политики се реализираат, а дека е тоа така, имаме докај секојдневни дома, кога амбасадата и од Калето и амбасадорите се однесуваат како наши неизбрани гувернери, а ние ги слушаме и ги следиме, Божем, така треба. Како гледате на изјавите на некои аналитичари, пред се на оние кои се апологети од власта, дека доколку Мицкоски не попуштил во неговиот тврдокорен став, постои можност САД да го искомпрометираат и да го ставиле на црната листа, а причината за тоа би била дека Мицковски ја загрозувал безбедноста на Западниот Балкан. Можно ли е вакво чудо и ваков безобразлук да се случи? Дозволени ли се вакви дипломатски средства? Тоа не е исклучено во принцип, затоа што велам дека тие западни фактори кои секогаш настапуваат со аргументот на силата, а не со силата на аргументот, мислам, спремни се на се. И тоа сме го доживеале ние во тие настани кои пред малку ги спомнавме. Меѓутоа, сепак мислам дека до таму нема да одат, дека се свесни дека во Македонија одлучува сепак македонскиот народ, тие може да влијаат со своите пропаганди кои се тука присутни секојдневно, разбирате. Меѓутоа, избирачите во држава на крај одлучуваат кој ќе ги води. А велам, ако и да го прогласат Мицкоски за душман, што се вика, односно за личност на црната листа, тоа само ќе му го зголемат рейтингот, разбирате, и само македонскиот народ уште повеќе ќе му даде поддршка, бидејќи се свести дека во оваа моментална ситуација ВМРО, ДПМН е единствена сила заедно со сите неизни партнери кои се бори за достоинството за македонскиот народ, која се бори за правдата де факто и која се бори за илинденските завети, кои во никој случај не се сведуваат на промена на уставот. Напротив, заветот основен на илинденците, разбирате, и на асномците е во никој случај да не се допира уставот со внесување на бугарите, бидејќи тоа го негира и асномскиот карактер на македонската држава, тоа го игнорира и го негира и илинденскиот карактер на оваа наша држава. Како гледате на таквите аналитичари кои велат дека Мицковски ќе попушти и ќе даде зелено светло на уставните измени, притоа посочувајќи ја оваа ситуација со она на уставните измени и со она на францускиот предлог, велејќи дека и покрај тоа што скоро никој не веруваше да се случи она што се случи со францускиот предлог, кога со Европската комисија заседаваше Франција, дека наводно ниту Макрон, ниту Шолц не можеле да ги убедат Радев и владата на Петков да го прифатат, сепак таквото чудо се случило и под притисок на американскиот државен секретар Антони Блинкен, Бугарија наводно била принудена да го прифати францускиот предлог. Видите, никаков притисок на Бугарија немало, нити има. Тоа е само вербално за да не залажат нас дека еве ние нели сме на ваша страна, за вас навиваме, па Бугарија нели така претерала, ќе каже американската амбасадорка и така натака. Али тоа се толерира и се поддржува. Знаете,
тука има прикриен однос, прикриена политика. На некои ситуации маргинални ќе реагираме, ќе искритикуваме, а суштината на бришење на македонците, на бришење на македонскиот јазик, на бришење на македонската историја ќе даде максимална поддршка. Ова што го прави Бугарија е апсолутно поддржано и во интерес на оние во рамките на клучните и стратегиски интереси на Соединените американски држави на Балканот. Пред малку реков ќе повторам, Грција не ја прекрсти Македонија, Вашингтон ја прекрсти Македонија, Бугарија не е таа, да се разбереме, интересите и на Грција и на Бугарија се вековни во однос на тие прашања. Меѓутоа, носител на овие политики моментално е некој од надвор, е првата светска велесила и ако ништо друго, секој треба да му биде јасно дека името не ни го суспендира во 1992-93 година Обединетите нации, никој друг, туку главната доминантна светска сила. Никој друг немаше таква можност, немаше такви маневарски способности, дури ни Франција, Британија и не знам и кој друг кои се членки на Советот за безбедност на Европската Унија со право на вето не може такво нешто да направат, разбирате. Значи, а тамо се корените. Знаете, денес ако ќе размислуваме, коренот на све што ни се случува сега, на оваа трагедија македонска која живееме 30 години, е во игнорирањето, во суспензијата на нашето име во Обединетите нации. Тука е коренот, врз на тоа се направени сите понатамошни чекори, што врв беше агресијата од Косово 2001 година, кога со Охридскиот рамковен договор беше направена кардинална промена, кардинално рекомпонирање на македонската држава, промена на уставот, на уставниот карактер и така натака и така натака. И сега само тоа продолжува, а ние се правиме, божем, не разбираме и божем, не ни е јасно што се случува. Велам, одговорноста е на крајот еден од наша, бидејќи и Игал Белгер рече на времето, рече, никој не може да ја прекрсти без ваша согласност, и тоа е точно. Никој не може да го земе името ако ние не се согласиме, а ние се согласиме. И тука лежи зајакот, тука лежи одговорноста за сите ова за целата ова трагедија која денеска живееме. Пред неколку дена премиерот Ковачевски даде една изјава во која рече дека оние кои зборувале за бугаризација и за нарушување на идентитетот на македонскиот народ и на македонските граѓани, а тука спаѓаме и ние двајцата со Бетија, верувам дека и вие, всушност биле руски платени ботови и платени политичари. Ние не сме политичари, ама да кажеме дека ние пари од Русија не земаме. Не знам, вие ќе се кажете дали земате покасно. Каков е вашиот став за ваквата негова изјава? Зошто имаше потреба Ковачевски да споделува една ваква информација, без разлика колку има вистини во тоа што тој го изјави, особено во една ваква ситуација во која што се наоѓа Македонија, каде што имаме спротивно диаметрални ставови помеѓу власта и опозицијата околу прашањето за промена на уставот и внесување на бугарите во преамбулата. Требаше ли Ковачевски, доколку има сознанија за некакви девијантни појави, да ги извести судските органи и да им дозволи на институциите да се борат со таквите девијантни појави? Тоа е повторно резултат на очајот со кој се соочени во поразот кој го доживуваат, разбирате. Тоа прво го каже еден албански политичар кој рече секој што е против промената на уставот е руски шпион или руски, не знам како рече, разбирате. Секој што е за промена на уставот е западно ориентиран. Мислам, тоа се безсмислици, тоа се глупости на кои сериозен човек не треба да обрнува внимание, разбирате. И тоа не му доликува на премиерот да падне на тако ниско ниво, разбирате. Во Македонија, за жал, нема никакво руско влијание, а тоа би било корисно,
бидејќи знаете на времето кога постојава две суперсили СССР и САД, мораше се води сметка да не се оди во некаков екстрем. Разбирате, што другата страна ќе реагираше и ќе го спречеше тоа. Сега, кога имаме униполарност на светот, нема таков коректив и затоа тој што е на врвот од светската сила прави што сака. Македонија е најдобар пример дека си играат со нас, не газат, не манипулираат, разбирате, не диктираат што и како ќе правиме на еден, мислам, дори несимпатичен, контрапродуктивен и неприфатлив во секој случај начин. Господине Никовски, према вас, што треба да се направи за да излеземе од овој вртлук во кој не донесе оваа ненародна власт, особено по неуспехот да го исполни она што го ветила пред Европската комисија околу уставните измени, иако знаеја дека немаат двотретинско мнозинство. И како гледате на тоа што постојано се вергла тезата дека ќе сме останеле во чекалната на Европската унија заедно со Косово и Босна и Херцеговина, заборавајќи дека еднаш поточно во 2011 година безпотребно не изфрлија од европскиот вагон. Дали треба по-сериозно да се размислува за она што го бара ВМРО ДПМН, а тоа е од преговарачката рамка да се исфрлат билатералните прашања бидејќи се штетни за националните државни интереси на Македонија и македонскиот народ? Дали еден од најдобрите чекори на новата влада е да ги исполниме сите европски критериуми, па потоа да седнеме да преговараме со Бугарија? Видите, мислам, ние сме пред сериозен предизвик. Излез од оваа ситуација е откажувањето, итно откажување на договорот и протоколите со Бугарија. Ако тоа не го направиме, ние продолжуваме да пропаѓаме во амбис. И тука нема дилеми. Затоа е потребна одлучност. Пред малку зборувавме околу обидите сега на 18 август да се отвори постапката за промена на уставот, разбирате. Јас мислам дека дебатата ќе почне и ќе трае, како што рекоа, 10 дена, гласање нема да има. Ќе остане седницата, што е и пракса, отворена. И ќе чекат дека да дојдат до потребното двотретинско мнозинство, кој се надевам никогаш нема да го постигнат, барем до следните избори, а од следните избори ќе имаме апсолутно нова ситуација, бар јас во тоа сакам да верувам. Значи, Македонија се наоѓа на работа од еден огромен амбис, во кој значи бришење на македонизмот. И тука веќе нема простор за политиканство, нема простор за барање на неков консензус, разбирате, меѓу политичките партии, затоа што се виде. Разликите се огромни и тука нема модус вивенди кој може да не изнесе од ќорсокакот. Ти сите спомнувања некоја широка коалиција, широка влада и така натака се апсолутно нереални, бидејќи, велам, сега ние сме доведени во ситуација да, иако ние со Софија ќе преговараме за нашето членство во Европската унија, тоа е веќе, велам би тоа, на историски теми пред се, разбирате, во секој случај за тоа стои Европската унија. Ние дозволивме и прифативме дека Европската унија ни е де факто душманот, противникот, со кој треба да разговараме работи кои се од билатерален карактер. Тоа нашите го прифатија, разбирате. И сега, значи, само откажување од договорот со Бугарија за непријателство апсолутно автоматски ќе води и во промена на преговарачката рамка. Сите залагања и лаги дека таа е непроменлива се надвор од умот. Нема документ освен Библијата која е непроменлив. Така да тоа е патот кој ни преотстанува и е прашање само на кој начин и кога ќе почнеме да го реализираме. Без тоа
ние остануваме во тунелот без издез и остануваме во ќорсокакот. Пред 4 дена, поточно на 8 август, се навршија 22 години од крвавиот масакар кај Карпала, кога како резултат на подмолните напади врз армиските сили беше погодено транспортното возило на армијата во кое беа 8 војници и 2 офицери, сите од резервниот состав од Прилеп. Пред да ви го поставам моето прашање, дозволите да ви пуштиме еден краток инсерт од изјавата на министерката за одбрана Славјанка Петровска. Овие луѓе го дадаа најскапо ценото, својот живот за нашата татковина. И сметам лично, како министерка за одбрана, дека заслужуваат достојно спомен обележје или споменик, на кој што можеби нема сигурно да ги вратиме назад, но навистина ќе имаме место каде достојно ќе даваме почит. Денеска, во текот на денот, до општина Желено, која е надлежна општина, ќе испратам повторно, исто така како што го направив и за Вејца, барање да биде дозволено овдека да се изгради споменик како што е достоен и се разбира Министерството за одбрана е подготвено тоа да го реализира. Ја слушнавте незината изјава. Како гледате на лицемерието на власта, која на овој масакар се подсетува само кога ќе им затреба за некакви политички поени? Каде им е свеста и совеста? Нели им е срам што се поклонуваат пред една бетонска ограда наместо да се заложат да се изгради достоинствен споменик? Како ќе ја прокоментирате изјавата на министерката за одбрана дека ќе побарала дозвола од општина Липково да се изгради споменик на Карпалак? Зошто се бара дозвола од општина, кога за таква дозвола треба собранието да даде одобрение? Дали преку овој случај се покажува неспособност на државата да изгради споменик како што заслужуваат бранителите? Бидејќи истото ова барање беше минатата година, токму од истото место. Видите, прво, срамота е што 20 и повеќе години после тој инцидент, разбирате, нема никакво обележје на луѓето кои ги дадоа своите држави за оваа наша, своите животи за оваа наша земја, разбирате. Тоа е првиот факт. 23 години. Агресорите во таа 2001 година веќе имаат повеќе своји споменици кои се најголем дел илегално изградени. Срамота е на автопат на да одаваш почит за нивните жртви. Само видите овој момент да подсетиме. Карпалак и Љуботен се случија во предвечерието на Охридскиот рамковен договор со кој Македонија беше уставно рекомпонирана. Уставите се менуваат со револуции и со, разбирате, и со војни. Кај нас се случи со војна. Тоа беше војна против Македонија, агресија од Косово. И бидејќи тој Охридски рамковен договор беше крајно неприфатлив за Македонија, се случи прво Кајпалак, после тоа Љуботен, за да е присилат македонската страна да го потпише тој понижувачки договор и катастрофален договор, разбирате. И уште треба се нагласи дека ова што се случи на Карпалак не е случајно. Од самата македонска армија, разбирате, им беше јавено на албанските терористи, како што тогаш ги наречуваше и генералниот секретар на НАТО Робертсон, дека таков конвој ќе помине и да преземат акција, разбирате. Значи, тоа беше предавство во рамките на самата армија. И после тоа се случи Љуботен и се расширија информации дека следува востание во Сарај, односно војна во Сарај, разбирате, како трета опомена дека Македонија мора да капитулира и да го потпише Охридскиот рамковен договор. И тоа се случи на 13, односно на утрешен ден, пред колку 22 години. Така да, се тоа се случува во врска со таа војна, е срамно за нас, разбирате. Луѓето кои погина бранејки ги сите нас, разбирате,
за џабе ги жртвува своите животи и се тоа што се прави е повеќе, мислам, жалосно, отколку што може да има некаков да се добие чувство на респект према на вистина тоа што го каже и министерката, дека го дадоа најважното, најсветото, својот живот за оваа држава. Али во овој народ жалосно е што нема такви кои тоа го чувствуваат како нешто свето и да им се одложат на тие луѓе. Велам, пак а кога тоа ќе биде, сме живи и здрави. Господине Николски, во следниве неколку минути ќе се задржиме на американската дипломатија поврзана со Македонија. Американската амбасадорка Ангела Агелер пред некој ден, зборувајќи за Македонија, рече дека добро ја познавала оваа земја како што таа ја нарече Македонија и дека убавините на оваа земја, повторно не кажувајќи за која земја станува збор, се нешта за кои длабоко се грижам и го сочинуваат историскиот и културниот контекст на земјата со Балканот и се многу важни и представуваат културно богатство кое особено го ценам, вели таа. Исто така, гледам дека оваа земја се соочува со огромни предизвици и народот и владите на оваа земја направија големи жртви. Како ќе ја прокоментирате ваквата нејзина изјава, како и фактот што ниту еднаш не рече Македонија? Како гледате и на новинарот кој го водеше интервјуто, кој исто така во неколку наврати го користеше терминот нашата земја наместо Македонија? Пред да продолжиме и го чуеме вашиот одговор, господине Николски, дозволете да пуштиме дел од нејзината изјава. I know this country. I lived and worked here for 3 years and left 10 years ago. And the wonders of this country that you described briefly are things that I care about very deeply. And it makes the historical, the cultural context of this country within the Balkans is so important and is so culturally rich. And I deeply appreciate that. I also recognize that this country has faced enormous challenges and that the people and the governments of this country have made genuine sacrifices. The citizens of this country have a history of making difficult decisions for the good of the country. The country again finds itself at what I consider a pivotal moment, and the requirements to move forward towards the European Union now are very clear. And so I hope once again that the citizens of this country ask of their elected officials and ask of their leaders of their various parties to do the right thing to move this country forward towards the European Union. Because that is the stated goal of the citizens of this country. It has been since independence. And I hope that that the leaders of the citizens have the courage to move forward with those changes. Како ќе ја прокоментирате, Агилер? Абе, видите, што да коментираме? Ако нашите политичари по повод Илинден не спомнуваат Македонија, македонски, македонско, македонска, разбирате, па што има да остане на американката? Инаку да знаете, ова е помалку и исклучок. Тие свесни дека стојат за сите оние наши голготи кои пред малку ги објаснивме, нели така? Тие често пати зборуваат за нас има македонски народ, за нас има македонски јазик и така натака, очекувајќи да јазикот, например, ни го игнорира Бугарија, разбирате? Така да, велам, тоа се двојни игри, кај што е маргинално значење, ќе ти кажат Македонија, македонско, македонски и така натака. Кај што е клучно значење вашата земја, разбирате, вашиот народ. Велам, тоа се што се ви политички дипломатски, а да не зборуваме дека американската дипломатија е врвна, ако не најдобра во светот, меѓу неколкуте најдобри, и тие знаат како да играат. Велам, а самото тоа што ние дозволуваме да на телевизија, од главните телевизии, постојано им даваме простор, разбирате.
ги цитираме постојано. А нашите новинари кои ќе ги интервјуираат никогаш не одираат на суштината, избегаваат како, нели така, како ѓаволот од оган бегаат да постават директно прашање. Сваѓате? Значи, новинарот, ако е прав новинар, разбирате, ќе оди во сршта, ќе праша директно што и како и ќе, макар ќе испили нешто што е клучно. А вака, разбирате, и пуштаат од новинаот ще каже, а на која мислите земја, господјо амбасадор? Дали мислите на Фиджи, на Тунгузија, не знам, на Уругвај? На која земја мислите? Сваќате? Али нашиот новинар се прави, нели така, изиграва како да е. Тоа се комплекси во суштината. Не само тоа, него очигледно беше неговиот говор на телото воопшто не се осеќаше слободен. Дали тоа му беше наредено да не спомнува Македонија и затоа може би спомнуваше нашата земја или не знам, или така му чини. Која е причината, односно колку е оправдано на национална телевизија да се бара од амбасадорката на САД Анџела Егелер да ни кажува што ќе изгубеле македонските граѓани доколку сме ги ставеле бугарите во македонскиот устав? Како гледате на незината изјава дека било лага она што научната фела и повеќето аналитичари, како и опозицијата, го велат дека може да се репроговара и да се издействува подобра преговарачка рамка? Имате ли некаква порака до амбасадорката Егелер за овие нејзини изјави, но и за сите оние кои доаѓаат во убедувачка мисија но пред да одговорите, господин Никовски, дозволете да ви пуштиме уште една нејзина изјава, исто така од ова интервју на една национална телевизија. I see no fog. I think it's very, very clear. I believe that the European Union has been crystal clear in saying what is required of this country to move forward in European accession and to become a full participating, valued member of the Euro-Atlantic community. And that is to meet the requirements of the agreement they made last summer, and then to move forward with the various processes of accession. What is fake news is the suggestion that anyone can renegotiate last summer's agreement. That is fake news. What is also fake news is that there's a better deal out there that we haven't discovered. Ја слушнавме ова изјава, поверете со оно што имате да кажете. За жал, странските амбасадори често ни се однесуваат во Македонија како неизбрани гувернери, а општа пракса е така да се однесуваат американските амбасадори. Јас на времето, уште 2011 година, напишав колумна која беше Рикер тука, дека се однесува како неизбран амбасадор и после тоа ми ги откажа колумните, разбирате, затоа што сум ги навредил и македонците со тоа. Видите, ова што го зборува таа, прво, не е неизино да каже дали е можно да се менува преговарачката рамка или не, бидејќи тоа не го прави Вашингтон, не го прави Брисел. Тоа е прво. Второ, тоа е директно мешање во нешто што не е нивна работа. А трето и клучно, новинарот да беше прав и да не водеше сметка да изиграва, да не чам се што, ќе прашаше, а господјо амбасадорке, ако вие сметате дека преговарачката рамка е непроменлива, дека тоа е нешто, нели, да не речам Библија, а како тоа вашата држава, Соединените американски држави, го потпиша Парискиот протокол за климатските промени, тоа е Париски договор сушто за климатските промени, го потпиша нивниот председател Обама и после тоа се повлеко од договорот. Како тоа? Или, уште покарактеристично, вие Соединените американски држави потпишавте со Иран
нуклеарен договор, се повлековте од договорот. И трет случај да го споменеме, подпишавте со 11 други земји од далекиот исток, така наречениот транспацифички не протокол, него протокол нешто беше, мислам, ТПП, разбирате? И после тоа се повлековте. 11 земји ги оставивте на цедило. Како тоа? Договорите за вас, значи, важат дојка важат и преговарачките рамки или рамки било какви други, ако не ви е интересот, ви го изгубите интересот, се повлекувате. А Македонија мора да остане и да, ако направила грешка, и вие веројатно сте направиле грешки што се ги напишале, подпишале тие претходни договори кои спомнавме, а после се повлекуваат. Па и Македонија има право. Не важи тоа само за вас. Разбирате? Велам, се мешаат во работи кои не се нивни, али нашите новинари се виновни. Што кој ќе одиш на таков разговор, кој ќе поставиш такви прашања и кој ќе знаеш дека таа ќе почне да ни диктира што да правиме, да се понесува како неизбран гувернер, ти треба да реагираш и да знаеш што да прашаш. Значи, тоа е подготовката, разбирате. И велам, сето тоа што се случува во држава со странските амбасадори, особено американските, веќе долго време, не ни служува на чест. Покажува дека функционираме како да сме некоја колонија, како да сме некој протекторат и нешто слично. Бугарија по се изгледа ќе го менува својот устав. Како гледате на тоа што македонската ненародна влада не ни спомнува да ги стават македонците во уставот, а ниту пак председателот Пендаровски даде некоја изјава на таа линија, за разлика од Србија, која побара Бугарија да ги стави србите во уставот. Како гледате и на изјавата на српскиот министер за надворешни работи Дачик, кој на одлуката на Бугарија да ги одбие барањата на Србија изјави: работата е решена. Нема Срби во Бугарија, нема бугари во Србија. Видите, основата на дипломатијата е реципроцитетот. Ние подпишуваме договори од почетокот на распадот на Југославија, од првата привремена спогодба со Грција, нереципрочни, еднострани, се на наша сметка. Сите концесии ние ги даваме и знаете, нема во светот меѓународен проблем кој не може да се реши за ден, недела, месец дена, прашање само кој ќе даде концесии. Палестинското прашање за недела дена може да се реши. Ама луѓето се бора за своите права и не се спремни да го отаткнедли. Нашите политичари све прифаќаат, разбирате. Нема тука ништо свето, ни македонски народ, ни македонска историја, ни македонски традиција, јазик, ништо нема, разбирате. Све подпишуваат, све прифаќаат. Сите се еднострани. А Србија ми покажа. Нема Срби во Бугарија, нема ни бугари во Србија. Тоа е најмалку што може да направи секоја одговорна влада. И нашите добија историска шанса во моментот кога Бугарија свати дека нејзините први крајно максималистички барања кои не се избришани, тие се во позадина и се реализираат дека нема македонци, дека нема македонски јазик, дека нема македонска историја, дека нема ништо, ги сменија со човекови права, разбирате. Тоа го направи и албанците во 2001 година. Првите 5 соопштенија беа за територијални амбиции, за разбивање на македонската територија и ослободување на албанските територии во Македонија. Кога видоа тоа дека не врви, шестото соопштение, пак по договор со НАТО, кој беше не така носител на сето тоа, свртија на човекови права. Дури Тачи, Бендух Тачи рече, луѓе, рече, мислам, многу коректно рече, човекови права не се барат со војна, рече, човекови права се барат со политички мерки, сваѓате. Така да,
се прават во интерес на нивните интереси, а ние се правиме спротивно на нашите интереси. И дека така се однесуваме, и ке не газат, и ке не плукаат, и ке не понижуваат, и крај нема. Додека не тропнете на маса и не кажете доста, додека не кажете дека договорот за непријателство со Бугарија не може да обстане, разбирате. А втората фаза ќе почнете со ревидирање на договорот од Дивици. Знаете, постепено треба се оди. Не треба да се оди одеднаш грло му јагоде, што вика црбите, одеднаш све да промените. Во шахот, например, има една правило, вика, ако играш на турнир, вика, и изгубиш партија, вика, следната, вика, немој да форсираш победа, и таа ќе изгубиш, вика. Следната ќе играш на реми, вика, а после тоа ќе гледаш да победуваш и така, понатака, разбирате. Тоа важи во политиката. Не можете со глава да кршите зид, не можете. Треба со памет, со стратегија, со планови подготвени и разработени и да ги реализирате своите интереси, своите цели. Оваа држава, оваа власт работи спротивно на тоа, работи како да сака да го уништи и избише македонизмот и македонците, односно самите себе, а другите тоа го дочекуваат со задоволство и ги максимализираат своите барања и за жал успеваат. Кога сме веќе на тема промени, албанскиот премиер Албин Курти вчера беше во еднодневна посета на Македонија, поточно на Тетово и Скопје. Како гледате на тоа што тој не се сретна со представници на ДУИ, туку само со огнените и со опозицијскиот блок, но и на тоа дека немаше никакви политички изјави? Го дисциплинира ли оние од САД? Како гледате и на промената на името на улицата во Чаир, која до вчера го носеше името Втора македонска ударна бригада, а сега веќе го носи името на Адем Демачи, политичар и писател од Косово? Видите, да почнеме од крајот. Прекрстувањето на Втората македонска ударна бригада со Демачи, разбирате, е само нов исчекор во албанизација на делови од Македонија, кој е процес кој забрзано се развива по 2001 година и каде максимумот беше постигнат со новата административна поделба во 2004 година, кога непотребно беа албанизирани Кичево, Струга, Дебар беше и претходно, разбирате, Тетово на некој начин, Скопје со двојазичноста и слично. Така да, албанците систематски се разбира со помош од нивниот стратегиски партнер, тоа се американски држави, ги реализираат своите интереси и ние тоа го голтаме, исто како преводност на Бугарија, најчесто раздржување на власта, сите наши политички гарнитури им попуштаат на албанците и тие чекор по чекор само освојуваат, а од тоа назад нема да има. А што се однесува за посетата на Курти, разбирате, знаете, тие албанците се единствени кој е националното прашање, меѓутоа, кој е националното прашање на маса, меѓутоа, кога се во прашање политичките интереси, тие се гледаат низ нишан, разбирате. И во тоа има некаква логика, бидејќи клучното кога го обраните, она споредното веќе не е битно. И тука нивните односи, Курти со Рама не разговара, Рама беше на Косово не се сретна, разбирате, овде доаѓа не се сретнава со ДУИ. Знаете, тие меѓу себе имаат своји групации, своји племиња да ги наречам, и на таа линија се поврзуваат, а позитивно е што опозиционите партии во Македонија го дочекаа и покажа некакво единство, затоа што еден од клучевите за разрешување на проблемите со кои моментално се соочуваме е ДУИ. Крајно е време да се тргне од власт. А опозицијата која е разединета, тако нешто не е возможно. Меѓутоа, да бидеме исто така свесни. Опозицијата и се три сегашни опозицијски партии, едната утре ќе биде така формирана,
во основата нема никаква разлика во однос на албанското национално прашање и во основата и во позадината на така наречената голема Албанија. Сите тие имаат исти ставови, сите тие работат на истата албанска кауза, а наше да го тоа контролираме, наше на тоа да му одговориме, наше да ги браниме нашите интереси и да не дозволиме ова што сега се случува, една евидентна, јавна и широка албанизација на македонскиот простор. Како гледате на тоа што на еден ваков официјален настан прв пат заедно се појавуваат тројцата лидери од опозицијскиот албански блок, Гаши, Меджити и Касами. И како што спомнавте, како гледате на ново формираното демократско движење на Изет Меджити, кое ќе биде промовирано утре, 13 август, на денот кога беше потпишан рамковниот договор? Знаете, во целина, разбивањето на албанската единственост која се манифестира кога националното прашање на маса е позитивен исчекор, бидејќи за разлика од нив ние сме разединети, си играат со нас сите и странците и албанците во земјава. Меѓутоа, велам, разликата меѓу нив, кога е во прашање големо албанското прашање, кога е на маса, разбирате, кога се на маса албанските национални интереси, сите тие се единствени. И ако ги земете да ги читате нивните програми и се најновата на партијата која ќе биде утре формирана, тие се противуставни, тие се надвор од уставот на оваа држава. Меѓутоа некој им ги прифаќа, некој им ги дозволува, други ги толерираат, разбирате, и знаете, кога мижите и се правите одсутни кон работи кои се клучни, кои се долгорочни, кои се од стратегиски интерес, тоа ќе ви удри по глава. А нас тоа ни се случува веќе колку 30 години после распаѓањето, распадот на Југославија. Ние се уште не свативме дека Југославија е нема, дека сме оставени на самите себе и дека ние како македонци, ако не ги браниме нашите национални интереси, за нас нема да има иднина. И како што веќе реков, македонското прашање е на маса, веднаш е ставено на маса по распадот на Југославија и малце предходно, кога беше јасно некаде 1888, 7 година, 6 година, кога тајните служби сватија дека Југославија е готова, разбирате, почна систематски да се подготвува затварањето на македонското прашање и тоа е сега при крај. Ако не го спречиме тоа, да знаете дека ќе останеме како музејски експонати во земјата, разбирате, како што се случи со нашите и во Грција, и во Бугарија, кои ги изгубија сите права, кој беше вршен геноцид врз нив, разбирате, и со текот на времето ќе ги снема. Така да од стотици илјади во Бугарија и Грција, сега се веќе десетици илјади, разбирате, можда и помалку. Така и кај нас. Ние прифативме во нивици дека македонци се тие што доаѓаат од Грција, ние избишавме се македонско во држава, разбирате, и дури се гордеевме, сега со тоа кој јади го заекнуваме националниот идентитет, што беше, мислам, чиста комика, разбирате. И тоа води во насока дека ние веќе не сме во странство македонци, туку сме од Северна Македонија, северно македонци, тоа е неизбежно, а грците се македонци. Нас дома и вас тамо, разбирате, и нас овдека, никој не може да не прекрсти, да не, иако не прекрстија де факто ерга обнес ли направија, меѓутоа тоа чувство наше македонско никој не може да го избрише. Ама со текот на времето, кога ти си македонец само тука, кога во странство си северно македонец, кога и тука ќе те викаат северно македонец, ти полека почнува еден процес на геноцид, кој за 10, 15, 20 години ќе заврши дека
македонци веќе нема да има ни за музејско, никако музејски експонати. Како гледате на се позачестениот патриотизам кај СДСМ и кај коалиционите партнери од власта, особено во последниве неколку недели, бидејќи повеќе од 6 години, а тоа претворено во денови, повеќе од 2400 денови, име не испомна на нашата татковина Македонија, а за време на прославата на Илине се каче и на коњи изигревајќи комити. Ке можат ли некогаш да се испират од овој срам, што и го направи на Македонија и на македонскиот народ? Нема перење од катастрофалните историски грешки кои направија. Тие се капитулации, тие се предавства на суштинските и фундаментални интереси на македонскиот народ и договорот со Бугарија за непријателство, и договорот од Нивици, и тиранската платформа, разбирате. Тоа е разбивање на македонското национално ткиво и тоа во суштина, разбирате, на една долгорочна основа. Од тоа нема перење, од тоа нема чистење и тоа предизвикува не само политички последици, тоа предизвикува и криминални, разбирате, последици, бидејќи сето тоа е направено на еден криминален начин, разбирате. Значи, постои и кривична одговорност за тоа и јас се надевам дека сите тие носители на такви чинови, бидејќи, знаете, Нивици е класичен пример на негирање на уставниот поредок на државата. Истото тоа е договорот за непријателство со Бугарија, истото тоа е и тиранската платформа. И сето тоа е спроведено, разбирате. Сето тоа е, значи, надвор, антиуставно, а знаете, антиуставно однесување е кривично однесување за кое мора да се одговара. Јас лично се надевам дека сите тие носители на тие исчекори, на тие капитулации и предавства на македонските национални и стратегиски интереси, еден ден ќе одговараат и ќе бидат соодветно казнети. Да се надеваме. Господине Никовски, и денес причини задоволство вашето учество во Македонски корени. Ви благодариме, посакуваме да си имате пријатен викенд, пријатно дослушање и секако скоро довидување. Ми беше задоволство, поздрав сите наши каде и да се, и Македонија ќе победи. Ова што го зборувавме, во сето ова што го зборувавме, имаше многу чемер, имаше многу јад, многу негативни работи, и тие се, за жал, реалноста за која живееме. Меѓутоа, македонскиот народ е непобедлив, македонскиот народ е неуништлив и јас ви гарантирам дека ќе победиме. Раните ќе останат, ќе бидат долготрајни, меѓутоа ќе ги лечиме со текот на времето, а велам, никој не може да не уништи. Сите овие обиди што се прават и тоа организирано, координирано од повеќе страни, нема да успеат и македонизмот и македонците ќе останат вечни. Нека ни е вечна Македонија. Да е вечна. Бидете ни живи и здрави, чувајте си го здравието и требате на Македонија и на македонскиот народ. Од ваша уста во Божји уши. Така, довидување.